Добре, идете во студио за членовите од студентскиот пленум Кирил Дончев и Василие Стојановски. Добро ве најдов. Ви благодарам што дојдовте, го цениме тоа. Вчера бевте на протестите, на синоќешните протести, после бомбата на Заев, каде што беше објавено дека власта го прикривала и спинувала убиството на Мартин Нешковски. Ден потоа реакцијата на министерката за внатрешни Гордана Јанкуловска беше, како вели таа, дека демонстрантите таа ги обвини дека вандалски ја нападнале полицијата. Уме со прво со денешниот коментар на министерката. Да, јас би кажал вака. Протестот беше спонтан протест, кој што започна во 18 часот, поручекта, и се одвиваше на најмирен можен начин, се додека одредени поединци, кои што веруваме ние беа таму метнати, за да го направат протестот да се преобрази во насилен протест, не посегна по предмети како што се бекатон плочки и шипки, да можат да маваат по полицајците, со тоа што тие ќе предизвикаат кај нив револт и агресија, да тие целиот свој гнев подоцна го истурат и на оние кои што цело време мирно и достоинствено стоеле пред владата, чисто наш план беше да седиме ние цела вечер таму. Меѓутоа со насилното разбивање од страна на полицијата, тој план прекина и ние моравме да се разбегаме на сите страни, со што успеаја мирните протести. Верувам јас намерно, како што видовме дека министерката Гордана Јанкуловска, веруваме дека по нејзина наредба, таа се наоѓаше цело време во владата и ги координираше да што можно побрзо престане протестот, со тоа што Кој го координирала? Ги координираше полицијата што беше таму присутна. Добро, а оние што за брзо распоредување. Да, оние што велите дека се вметнати од чија страна, кои се тие? Па не знаеме, ама како што може да видите на сите снимки, да прашате сведоци, пленумците беа тие кои беа во првите редови, се држаа за раце, постојано смируваа ситуацијата, ширеа хармонија, значи ето он беше мој сопленумец и целиот студентски пленум беше таму и постојано смируваше ситуацијата и постојано, да не речам, одредена мала група, може би спонтана, може би не спонтана, но имаше мала група на луѓе која постојано вршеше притисок. Постојано правеше сакаше провокации да го преобрази протестот. Од ненасилен во насилен. Значи ние имавме цвеќиња, јас бев во првиот ред и нудевме вода, влажни марамчиња, полицајците да можат да се избришат. Цело време им говоревме како тоа дека тие не се противници, туку дека треба тие да застанат, да се свртат од другата страна и заедно да се приклучат кон народот. Јас им реков дека првиот што ќе го спушти штитот, тој ќе биде величен како херој во оваа држава и дека него ќе му се крева споменик, за разлика од овие сега што се креваат. Тој мене ме свати погрешно и мислеше дека надворна плоча сум му кажал да му кренам и упати закани, ми рече да се трнам, дека сум бил готов. Меѓутоа, сепак не подлегна, имаше луѓе од единиците за брзо распоредување од позади, кои што ги смируваа тензиите во првиот ред што беа членовите, да не посегнат по нас. И јас во оној дел од пред кордонот кај што бев, ние 10 души, може и повеќе што бевме таму, бевме во главно од студентскиот пленум и тој дел од кордонот никогаш не се помрна напред да повлече. Додека оној десниот дел каде што беа тие што цело време фрла, од оној десен дел каде што владата денес е направена со јајци и со слични работи, каде што се маваше насилно и по полицијата, по нив по главата, од тој дел полицијата најнаш преиде да не истурка од оној дел што го заземавме, ние чекор по чекор одевме, разговаравме со полицајците и ми објаснувавме ситуацијата како што дека тие не се нашите противници. Тие се смееја, потврдуваа, дури гледавме многу солзи во нивните очи. Многумина како да се заробени во униформата буквално. Да, токму така. Добро. Мислам дека заклучокот е дека намерно мирни протести се претворија во насилни, намерно. Мислам дека е тоа очигледно и тоа мора да го сватат сите. И денеска на овие протести да настапат со што е уште поголема, што е можно поголема хармонија и поголема сплотеност и солидарност. Денес ќе има протести. Да, студентскиот пленум повикува на огромна масовност на овие протести и
ги замолувам сите што се интересираат за доброто на оваа држава и за доброто на присутните таму што се наоѓаат, да не настрадаат како вчера што се случи да настрадаат. Ги замолувам да не иницираат никакво насилство врз јавните установи, врз владата, ниту пак врз припадниците на полицијата. Да разбереме дека тие само си ја вршат нивната работа и дека тие само ги слушаат наредбите што им се дадени одозгоре. Ние не сме против полицијата и не смееме уште еднаш протестите да бидат издиригирани во тој смер да полицијата не свати како непријател, како некој што напаја државата и така лично да влеземе во пресветки како што вчера и луѓе што не биле на протестот настрадаат. Да, колку има настрадано? Заради тоа што нема бројка прецизна. Денеска на пресконференцијата на Јанкуловска, например, беше кажана бројката од 38 повредени полицајци, 30 демонстранти дека биле приведени, но немаше бројка колку демонстранти биле повредени. Но... Имате ли вие некои сознание? Па немаме, ама многумина од нас видоа како страда на вистина луѓе кои се наоѓаа на погрешно место во погрешно време, да речам. Токму поради... Во кој смисол страда? Беа случајни невини минувачи дури се тргна. Тепани беа од полицијата? Да, дали... социјалните мрежи има слики каде што се гледа крв, каде што се гледаат модрици и каде што се гледа како во читалната браќа Миладиновци дел од припадниците на единицата за брзо распредување легуваат и те пат студенти за кои што тие не се ни сигурни дека биле на протестите и насилно влегуваат, ги вадат, се изживуваат врз нив и луѓе кои што не се ни сигурно имало дел кои што пребегале таму. И повторно се оние иницијатори што јас ги нарекувам да се расшири тоа насилство на полицијата. И поради оваквото насилство што полицијата го изврши врз студентите и поради насилството што таа го демонстрираше на протест токму против полициската бруталност, студентскиот пленум бара министерката Гордана Јанкуловска да си поднесе оставка. Добро, овие слики ги видовме ние на нова беа пренесени снимките, видеата и фотографиите кои ги постиравте на вашата Facebook страница. Токму не само од протестот, туку и како што споменавте од браќа Миладиновци читалната. Имате сведоштво од вашите сопленумци, другари дека имало физичка присметка насилство од страна на полицијата. Кој било образложението на полицијата? Па, образложение се уште немаме чуено. Ги повикавме сите кои биле присутни во... Не тогаш вечерта во читалната. Барале демонстранти. Дека се криеле во читалната браќа Миладиновци. Меѓутоа, им било чудно на полицијата зошто некој би учел во 23 часот, кога знаеме денеска дека студент учи цел ден, секој ден, значи нема одмор за студентот, тој постојано работи. И многу е смешно да се вадат со тоа што дека таму тие пребегале во читалната. Значи читалната е отворена, можат да отидат и да се седат таму луѓе било кој. Ама окей, нека пребегале. Но постои поинаков начин да се дојде до нив. Окей, нека бидат полицајци, нека бидат желки, можат културно да влезат, да разгледаат, да му се сневиди, тренирани се за тоа, знаат кој е демонстрант, кој е студент. Тоа секој нормален човек може да го види. Зошто би ги тепале демонстрантите? Ете и тие студенти да биле демонстранти. Не мора да ги тепале, видете ги. Има ли приведени од студентскиот пленум, од членовите? Вашите сопленумци? Па, како што знаете, студентски пленум се сите студенти, така што секој оној студент што е приведен... Имате ли сознание дека биле задржани во полиција, приведени? Па, членови на студентски пленум, јас колку што знам, немам информации дека некој го приведен, него ние веднаш ке реагиравме на нашите по социјалните мрежи. Меѓутоа, знаеме дека нападот што се случил во читалната браќа Миладиновци претежно луѓето што биле таму врз кои што се изживувале единицата за брзо распредување биле студенти. Значи, тие само чекале повод да можат да прават ршум низ градот, што ви се рекло. Значи, браќа Миладиновци било најблиску. Тие влегле, јас од мои приватни извори дознавам дека тие влегле и во студентскиот дом Кузма Јосифовски Питу. Во центар. Да, и во архитектонскиот факултет. Во факултетот. Сметам дека се разбегале натаму демонстрантите. Значи, тоа секако е
тоа им е повод, си барале повод како они да најдат и да нападнат невини студенти со цел да предизвикаат револт кај нас, да ние да се побуниме против нив и студентите да кренат рака. Ја мислам дека не беше никаков случај дека студентите сакаат да кренат рака врз полицијата. Да довршам само околу сознанието што ги имам за студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу. Влегле исто како што влегле во читалната браќа Миладиновци, членови на единицата за брзо распоредување и сакале некој дел од студентите или од демонстрантите што се криеле таму, верувам дека и таму се криеле, значи тоа е општ хаос и општ немир кај човекот владе и мора да преживувачкиот инстинкт сепак надвладува. Рекле дека дете што ќе најдат како демонстрант да го истепаат и после да речат дека паднало од скали. Значи со такви наместени сценарија ќе сакаат да се изведат поради насилството кое што тие го предизвикаа. Затоа ние повторно вечер повикуваме огромна масовност од сите слоеви на граѓани, не само студенти. Исто како вчера да се собереме во што е можно поголем број и министерката Гордана Јанкуловска што да го дозволува ова насилство. Единствен начин што сметаме ние дека треба веднаш да си поднесе оставка од незината позиција како министер за внатрешни работи, поради тоа што беше прикажано вчера, но и поради тоа што го слушнавме како таа се обидува да прикрие убиство. Да. Исто така на сите оние што ги повикуваме да дојдат, а на вистина мора да дојдете. Мислам дека веќе нема никој изговор зашто не доаѓа на протести, но сите што ќе дојдете мора да запомните дека мора да дојдете со мирна глава, со мирни намери, со хармонија. Сетете се на студентските протести. Тие доведоа 13.000 луѓе на улица, бидејќи беа мирни. И да беа специјалци присутни, и да беа желки, и да носеа хермелини, да носеа водени топови, нема што да ни направат бидејќи ни гранче не фрливме на улица, што се вика. Значи мора граѓаните да поставиме нова парадигма и нов дискурс во ово општество. Омраза, насилство, тепање е нивна игра. Го гледаме веќе тоа, е игра на режимот. Ние како граѓани мора да настапиме со нова игра. Мора да ги менуваме работите, мора да работиме на солидарност, самоиницијативност и на граѓанско ниво, повисоко, што повеќе да биде тоа. Мора на тоа да работиме, така нема да им дадеме, ќе немаат како да ги исценираат протестите, ќе немаат што да направат. Ќе пробаат, ќе донесат инфилтратори, ќе донесат и полицајци инфилтратори кои тие ќе предизвикуваат, ама ако сме сите заедно, сите ќе ги побиеме. Тоа е факт, се случуваше на студентските протести. Имавме безброј инфилтратори. Веднаш ги загушувавме со нашата работа. Која што работеше неуморно, секакви партиски, етнички, национални символи. Не може ли во овој случај редарската служба да се реактивира? Ние бевме вчера. Не само иницијативно ние ќе се договориме како можеме да го смириме овој протест, бидејќи се водиме пона дека the pen is mightier than the sword, односно зборот, пишаниот, изговорениот е помоќен од било какво оружје кое што ќе биде фрлено врз. На крајот сепак се памтат зборовите. Најшто ни останат од кај нас во историјата се зборовите. И сето она што ние во првите редови го говоревме на полицајците, ги поканувавме да гледаме Лига на шампиони заедно вчера. Значи буквално да го симнеме нивото на човечко ниво. Значи сакавме да го симнеме на човечко ниво, да не гледаат како непријатели. Сметам дека само со таква мирољубива политика кон нив ние ќе можеме да истраеме оваа. Добро, јас ви благодарам што бевте гости. Фала.